Дали ние несвесно или свесно отворивме фронт сега и кон јужниот и кон источниот сосед? Председателката почна со дипломатски инцидент. Тоа не е добро за државата. И не требаше така да се случи. А обратно да ја поставиме работа, да речеме дека 2030 сме во Европска унија, па 2035 например сме во Шенген зона, еврозона и така натаму. Кој може тогаш да ви приговара за било што? Според мое лично убедување, мислам дека ништо не е спорно од формален правен аспект да се случуваат уставните измени, па после да се формира влада. До каде сме со ЕУ блиско или далеко? Мојот став е никош не сме биле поблиско и подалеко. Како коалицијата Европска иднина ќе се однесува во собранието како идна опозиција? Ама веќе си решен за тоа. Господинот Мицковски на неколку наврати вели време е да заминат во опозиција. Тоа е негова желба. А тоа дали сме ние подготвени за во опозиција или не, тоа по правило на демократските правила не го кажуваат политичките чинители. 600 милиони евра кои што се програмирани, а веќе нема пари од кај да се направат. Тоа е било на ниво на цел буџетски дефицит кој што се изеде во овие 4 месеци. Сите се колдеме во меритократија и пат кон Европска унија. Ова не е Европска унија, ова е пелабалак, ова е растурена куќа. Дали тоа значи дека ние сме всушност кадровски бунар за поразвиените држави, па ни ги одземаат луѓето тука? Тоа во IT за жал е сека, не само Македонија. Па мислам дека македонските ИКТ компании доста работат на таа тема да ги задржат. Секако има предизвици. Гледате ново издание на Тренинг, добро вечер. Малку не достигаше да биде убиен во крвавите настани во собранието. Со неговиот главост му овозможи на Зоран Заев да формира влада. Најпрвин се разедини, сега е сојузник со Тачи и Ахмети. Зијадин Села се раздели и со Таравари во двата табори. Коалиција за Европа наспроти вреди. Денове се прегласува во обид да се намали мнозинството на ДУИ. Некој вели на сцена е нов изборен инженеринг. Во ово издание на Тренинг соговорник е Зијадин Села, дел од коалицијата за Европска иднина. Господин Села, дали може да ни се случи реприза на изборниот инженеринг, кој беше познат и произлезот од оние прислушувани разговори меѓу Тачи, Мијалков и Ибраими? Знаете што? Дека се работи сега за изборен инженеринг, тоа веќе повеќе од јасно е. Ако навлегувате во кои изборни места се поднесени жалби и каде се повторуваат, повеќе е јасно дека се направи изборен инженеринг и закрупнување на неколку политички сили, закрупнување на македонските политички сили, ВМРО и СДСМ, заедно со вреди, ги повторуваат изборите, замисли, во изборното место од каде што во родното место на Билел Касан. Нели? Во изборно место каде тие вреди имат победено 3-1 наспротив Европскиот фронт. И каде што немат никаков доказ за да се повтори тоа изборно место. Господин Села, по овој ваш став се чини дека ДУИ, коалицијата во која вие партиципирате заедно со Тачи, не сте подготвени за опозиција и мирно предавање на власта? Како прво не е во ред тоа што се потенцира ДУИ. Коалицијата се вика Европски фронт. И таму и нема чинители само 3 политички актери, него тоа е коалиција помеѓу 9 политички партии. Тука се најглавните албански политички партии, како прво. Тука има и политички партии на помалите етнички заедници, Турската демократска партија, ромската етничка заедница, бошњачката етничка заедница, и треба работите да се кажуваат такви какво што се. А тоа дали сме ние подготвени за во опозиција или не, тоа
по правило на демократските правила. Не го кажуваат политичките чинители, него тоа го одлучува народот со глас. Народот на 8 мај гласаше за Европскиот фронт да презема одговорности и да биде дел од власта. Не гласаше дали ќе оди на опозиција, да оди во опозиција. За друг гласаше кој да биде во опозиција. И сега, кога се соочуваш со волја на народ, не е твое да одлучуваш дали ќе одиш на опозиција и дали ќе одиш на власт. Твое е да го браниш тоа што гласачот има одлучено. ВМРО ДПМН освои најмногу пратенички мандати и гласови. Иден мандатар за состав на владата е Христијан Мицковски и тој веројатно одлучува кој ќе биде идниот коалиционен партнер. А зошто? Затоа што знаете што, начинот на кој го ја третирате темата се однесувате како денот на гласањето, народот имат избрано цар некој и тој одлучува за све. Ние не сме монархија, ние имаме наш историјат на парламентарна демократија, не сме перфектни, него секој ден треба да одиме напред со развивување на демократијата, а не да чекореме назад, нели? Меѓутоа, пред неколку години беше нарушено правилото победник со победник. Ќе зборувам околу таа работа. Демографската реалност на Македонија тоа што е. И ние треба да го почитуваме тоа како политичари. Без разлика на етничкото потекло кој го имаме. Без разлика дали сме македонци, албанци, турци, бошњаци, роми и така натаму. Тоа е реалноста демографска која има Македонија. И сега, дали таа реалност е преточена во уставот и така натаму, во системот, тоа е друго прашање и друга дебата во која треба да се разговара. Него има некои прецеденти кои ова реалност демографска имат испочитувано од 90-тите години до денеска, со мали исклучоци. 2006 например, имаше еден исклучок, кога исто така тогаш ВМРО коалиционираше со ДП. Се покажа дека не е успешна таа коалиција. Продуцираше нестабилност, него дестабилизација политичка и мислам дека не треба да се вратиме назад. Во право сте вие дека законот предвидува еден мандатар, тој што ќе добива власт, избори, добива право за да состави влада. Погрешна ви е дефиницијата победникот со победник. Дефиницијата треба да биде мандатар со победник треба да седне и да преговара за да состави влада. Бидејќи, нели сами рековте, нема логика победник со победник, бидејќи победникот од македонската страна е дефинирана со устав и со закон, добива мандат. Значи, дефиницијата треба да биде мандатар со победник за да се испочитува она демографска реалност за која ти зборував на почетокот. А тоа демографска реалност е дека за да има стабилност и да одиме напред, треба да се испочитува волјата на втората поред етничка заедница во држава, која не е мала, него е 30% наспроти 54% кои се македонците. Со последниот попис на населението. За да не ни се повтори. од друга страна, кога сме тука, мислам дека треба став и да се изјасни и владата на Република Македонија во врска со овој обид за изборен инженеринг, бидејќи не заборавајте дека со договорот на Пржинов, техничкиот премиер кој е избран, и техничката влада, најглавна цел им е да обезбедат фери демократски избори. И тие не се надвор од овие одлуки кои се носат во ДИК и кои треба да се носат и во управниот суд. Тие се за техничката влада која предводи Талат Џафери, а Талат Џафери е Дуј. Зборувам за техничка влада која е последица на договор помеѓу најголемите политички партии, договор кој е преточен во закон и кој
има поддршка од сите политички чинители во државава. Господине И сега, ве молам, кажете. ВМРО ДПМН и коалицијата Вреди ги интензивираат преговорите за состав на идната влада. Како коалицијата Европска иднина, составена од вашата партија, ДПА, ДУИ, ќе се однесува во собранието како идна опозиција? Ама веќе си решен за тоа ти. Господинот Мицковски на неколку наврати вели време е да заминат во опозиција. Тоа е негова желба. Ама треба да се почитува желбата на граѓаните. Сега, како последица на тоа, како ќе биде решено, и ние ќе се однесуваме сразмерно на тоа што ќе биде решено. Нели? Не сакам да зборувам, да коментирам с желби. Од друга страна, уште од ДИК не се објавени мандатите крајни, кој колку има. Уште господинот Мицковски не е мандатар. Зборувам од формален правен аспект. Нели? Дали очекувате цврста владина програмска мултиетничка влада? Во кој смисол? Стабилна влада во која ќе предводи ВМРО ДПМН заедно со една од албанските партии. За тоа треба, па затоа јас велам дека денеска не е денот за кој треба да разговарам и да ви давам одговор јас во врска со таа работа. Бидејќи ние уште не сме почнати преговори, уште не е земан мандатот, значи уште како прво не се мандатирани новиот состав на собранието. Треба да заврши целиот процес, а јас се надевам дека ќе престане овој изборен инженеринг и процесот ќе заврши како што треба да добиваме мандат ние како пратеници, а истовремено и председателот на државата треба да мандатира, да дава мандат на некој кој ќе се определи од страна на победничката политичка опција, што се изгледа ќе биде ВМРО, а кој ќе биде мандатарот, не е мое да кажам кој ќе биде мандатарот од страна на ВМРО. Предпоставам дека председателот нивен ќе биде мандатар, но пак тоа зависи од ВМРО ДПМН кој ќе биде определен за мандатар и од председателот нивен. Нели? И па затоа јас не можам да зборувам од сегашната ситуација која ќе биде програмата. Програмата, предлогот прво доаѓа од мандатарот и после како резултат на преговорите се вклопуваат и други програми од страна на тој што ќе биде иден коалиционен партнер. Очекувате ли да се... ние се надеваме дека програмата ќе биде за стабилна Северна Република Македонија. Програмата ќе биде со рокови за уставни измени, според мое лично убедување. Мислам дека ништо не е спорно од формален правен аспект да се случуваат уставните измени, па после да се формира влада, како гаранција дека продолжуваме на тој пат. Предлогот веќе дебатата е консумирана во минатиот парламент и само треба да се помине на негово гласање. Бројки може да се обезбедат, па тек после нека се оди во на велите бројки за гласање на уставните промени може да се обезбедат. Помина речиси 2 години, па не успеавте во собранието да обезбедите двотретинско мнозинство за да се изгласат уставните промени. Тогаш беа такви бројките, недостасуваше само одлуката на ВМРО, тие да дават поддршка и ќе помина уставните измени. Другите политички чинители беа за тогаш и уште се за. Покрај уставните промени, Европскиот фронт и вие лично инсистирате, кога веќе ќе се отвора уставот, да се отстрани формулацијата 20% од граѓаните кои го зборуваат. Мислите дека може и овој дел да се реши? Зошто да не? Веќе кога се отвора уставот, тоа прашање треба да се реши.
Која е причината, ако се прашувате? Поради исти причини кога вие се чувствувате загрозени, кога некој од надвор ви вметнува како треба да се вика македонскиот јазик. Исто е. Дури уште полошо. Видите, во дефиницијата за албанскиот јазик, што се подразбира, така ли е? Нигде не постои албански јазик. Него гласи вака во уставот. Јазикот кој го зборуваат на 20% од граѓаните, а кој е различен од македонскиот јазик. А колку противења имаше од македонската јавност кога бугарите инсистира на, како беше, службениот јазик само да се вика, или... Мислам дека во предлог беше и македонски, ама со нешто додатно. Не знам. И со право. Бидејќи, а треба да се зошто, во причината зошто треба да се размислува ова. Иста причина. Мислам Господине дека... Села, што доколку Мицковски ве покани вашата партија, Алијанса на албанците, да бидете дел од владата, ќе прифатите? Слушајте вака. Јас сум човек кој работам со принципи. Господинот Мицковски многу добро знае дека кога даден збор од моја страна е даден збор. Бидејќи сум имал соработка и со него за локалните избори. Нели? И тој многу добро знае дека јас кога давам збор не работам зад плеќи на никого. Другите е друга работа. Тоа го правам заради почит кој имам кон себе како прво. Го почитувам зборот мој и не барам некој друг да го почитува тоа што јас го правам. Коалицијата Европски фронт е даден збор на крајот на краиштата. Дека ова коалиција ќе профункционира. И ние сме како коалиција. Од друга страна, тој мој даден збор има одговорност и пред 137.000 или беа гласачите за Европски фронт, кои како последица на таа коалиција ни дадоа глас и доверба. Дели? Затоа одговорноста моја е пред мојот збор, го почитувам зборот мој, ама одговорноста моја е и пред 137.000 граѓани кои ме гласа и ја почитувам и нивната доверба. Па затоа преговори може да има со Европскиот фронт, а не со Алијанса за албанците, што е дел од Европскиот фронт. Можеше да се забележи веднаш по резултатите од изборите и по инаугурацијата на Гордана Сијановска Давкова за нова претседателка на државата, промена во вокабуларот и настапот, со што се испрати сигнал и до Бугарија и до Атина. Дали ние несвесно или свесно отворивме фронт сега и кон јужниот и кон источниот сосед? Дента јас бев присутен во собранието. И првото што го реков и мојот прв печаток беше дека претседателката почна со дипломатски инцидент. Тоа не е добро за државата. И не требаше така да се случи. Ние треба да ги затвараме проблемите што ги имаме со соседите, а не да отвараме пак проблеми. Нели? И наместо да продолжиме напред кон Европската Унија, ствараме проблеми со соседите. И со јужниот, и со источниот сосед. Се надевам дека беше веќе председателот е свесен што имат направено, свесна што имат направено, и дека нема да се повторат такви грешки. Од друга страна, јас имам замерка и кон председателот на собранието, кој требаше да инсистира за да се почитува уставот. А уставот е устав на Северна Република Македонија денес, како го зборувам. И председателот треба да биде првиот човек кој треба да го почитува уставот, а не да биде некој председател кој во првиот говор
не го почитува Уставот. Лично од моментот кога си избран во таква важна јавна функција, лични ставови не се важни веќе. Ако сакаш да држиш лични ставови, не ти е местото да водиш држава. Господја Села, господјата Сијановска, во текот на изборната кампања, на неколку наврати спомена дека доколку ја добие поддршката од граѓаните и стане шефица на државата, ќе ги помилува обвинетите за упадот на 27 април во собранието. Што е вашиот став? Што е мојот став во врска со ова прашање? Па се знае кој е ставот мој. Дека тие луѓе заслужено се таму каде што се и не треба да има помилување на такви луѓе кои си земаа за право да го уценат уставниот поредок на државата. Го има во обвинението. И мислам дека тоа ќе биде голема грешка. Што доколку се посегне по таква одлука? Ќе се спростистава. Господине Села, докаде е спорот околу лидерството на Алијанса на албанците? И дали е возможно помирување со Таравари? Зашто Знаете најмногу што? се разединивте околу концептот за настап на изборите. Ако тоа беше клучниот. погрешно се сфатиле. Се разединевме затоа што господинот Таравариш имаше наредба за да исполни. Не се разединевме, него тој избега од партијата. Господин Села, на крајот чувствувате сатисфакција што со Европскиот фронт всушност вие лично донесовте 3 пратеници, Не, 4. а од друга страна на претходните локални избори доживеавте пораз од Рамис Мерко. Кој тоа? Не би ја сфаќам поентата. Кој тоа претрпи пораз? На претходните локални избори, На кои претходни? на последните. На последните. Јас лично ли? Вашата партија тогаш. Мојата партија. Бидејќи јас бев кандидат во 2017. Говорам за партијата. За партијата е друго прашање. Знаете што? Како прво, треба точно да сте информирани да ги кажете бројките. Алијансата за албанците има 4 пратеници усвоено како резултат внатре во Европскиот фронт. Нели? И ме прашавте околу настаните во Алијансата за албанците и за разврската околу печатите на партијата. Ден денеска не е решено. Бидејќи ви одговорив на првото прашање околу Мицковски што се однесуваше и кандидатурите и која беше причината, па да ви одговорам дека ние во првиот степен го добивме спорот, се жалија и сега процесот се наоѓа во апелација. Со тоа сакам да ви кажам дека ден денеска јас уште не поседувам со печатите на Алијансата за албанците. И тоа цело овој процес се случуваше кога веќе почна избори. И Алијансата на албанците, јас, имав само 2 решенија. Едното да не учествуваме во избори, која беше и целта изгледа на групата која работеше зад грбот на Алијансата и која имаше за цел ова политичка партија да не постои повеќе, а намерите ги покажа господинот Мицковски 3 недели пред да се случуваат случувањата што се случува помеѓу мене и господинот Таравари. Вие може да се ја слушнале неговата изјава дека која вели дека запамнете дека Алијансата за албанците ќе се раздели 3 недели пред тоа. Нели? И втората, и со тоа немавме законска можност за да учествуваме на избори без да го имаме печатот, нели? И втората опција беше да се припоиме кон некоја си коалиција. Мојот став беше за да одиме сами на избори, како Алијанса за албанците. Заедно кога бевме со господинот Таравари, без да се случуваат неговото класично бегање од одговорноста пред членството што има. Нели? И тоа веќе е објаснето во неколку наврати. И
Прашањето беше дали сум задоволен со Европскиот фронт. Ние со Европскиот фронт, јас сум направил коалиција со другите политички партии кои се тука во Европскиот фронт, со сите, господинот Амети, господинот Тачи, господинот Ходжа, господинот Реджепи, господинот Илјас, Колашинац и така натаму. И знаете што, во политиката се менаџира и се одлучува со политичките алатки кои ги имаш во моментот. Не со политичките алатки кои си ги имал пред една или пред неколку години. Нели? Во моментот кога требаше да одлучиме, беа тие политички алатки кои ги имавме пред себе. И мислам дека успешно се покажа таа коалиција. Ги победи изборите. А дали има потреба за изградење мостови помеѓу политичките партии? Да, зошто да не? Ова е нов почеток, па ќе продолжиме и ќе гледаме како ќе функционира. Благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам за можност. Зијадин Села, председател на Алијанса на албанците, дел од Европскиот фронт, во кој партиципираат 9 партии. На изненадување на јавноста, идниот премиер Христијан Мицковски еднократно најави покачување на пензиите, зголемување на трансферите од централната власт до општините. За крај на кампањата промовира 1 милиарда евра со ефтина камата од неидентификувана влада. Мицковски од стартот ќе мора да менаџира со зголемен јавен долг, перманентен буџетски дефицит, низок раст на бруто општествениот производство. На глава ќе му тежат и можните арбитражни одлуки од странските инвеститори за надоместна штета од најмалку 1 милиарда евра, што Македонија ќе ги плаќа за загубена или предпоставена добивка на странците. Во ово издание на Трилинг соговорник е универзитетскиот професор Маријан Бојаджиев. Професор Бојаджиев, како ви изгледа оваа најава од 1 милиарда евра во договор влада со влада? Посебно ако не е Тајван, во принцип е добро ако се условите поповолно, така. Пошто тоа беше лошото искуство 98 овде, вака постојат некои индици од каде. Дали може да кажеме нешто поопшто, зашто има потреба воопшто од пошироко, зашто имаме потреба од дополнителни задолжувања или така, можеме да разговараме со поширокиот контекст. Значи, се обидов подготвувајќи се за оваа емисија, бидејќи не би се вака голема, не ги пратам редовно јавните финансии, планираниот дефицит од сегашната влада што се седи уште во коцките покрај Вардар е 500 милиони евра за цела година. Сега за 4 месеци, значи до 13 мај поточно се реализирани 27 милиарди или 82%. Да не кажем дефицитот изеден што бил предвиден. Да бидам искрен, јас себе се сметам за фискален конзервативец, општествен либерал, тоа го кажувам неколку пати во вашите емисии, прво да не извам да се заблагодарам на повикот, се разбира. Апсолутно е неприфатливо и недопустливо владата, го зборам владата, зборам генерално, перманентно да троши, да се задолжува без врска. Назниот просечен дефицит од 2007 наваму 300 милиони евра. Сега дојде до 500. Ајде беше ковид, беше енергетска криза, меѓутоа нема никаков сигнал за намалување. И сега што се случува? Капиталните инвестиции беа проценети се реализирани само со вкупниот дефицит е реализиран со 246%, значи овие 4 месеци од она што би требало календарски, а капиталните инвестиции планирани многу помалку. И сега што се случува? Капиталните инвестиции се реализирани само 10 милиарди од планирани вкупно 45 милиарди денари во годината, а тие се програмски постојат во буџетот. Значи оваа претходната влада ги ставила. Тоа се 30 и нешто милиарди или во наши пари 600 милиони евра, кои што се програмирани, а веќе нема пари од кај да се направат. Тоа е било на ниво на цел буџетски дефицит кој што се изеде во овие 4 месеци. И сега ние велиме зошто се задолжува владата зошто ќе се задолжува, да речеме, идниот премиер, доколку
тој биде. Едноставно, многу е лоша состојбата на јавните финансии. Професоре, уште на самиот старт со најавата дека се планира да се задолжиме да земеме наводно поволен кредит од 1 милијарда евра, првата асоциација на многумина им е 1 милијарда од Тајван на тогашниот тандем Ѓоргиевски Тупурковски, за која ние со години отплаќавме високи камати за да се одолжиме. Може да ни се повтори ваквото лошо искуство? Па видите, сега 1 милијарда е многу помоцно од милијарда во 98, да бидеме реални. Тогаш буџетот мислам дека беше 2 милијарди. Не сеќам колку е како процент од БДП, меѓутоа беше прва огромна ставка. Второ, уште еднаш... Меѓутоа, мандатарот вели, ова се други околности, не може да се прави споредба со милијардата од Тајван. Па добро, точно тој го кажав, дека сегашната милијарда е многу помалку него во таа во 98, тоа е број 1. Број 2, прашање за што ќе се потроши. Ако се троши, уште еднаш да кажем, мој став, и тој го повторам неколку пати во емисии, дека буџетот уопште не треба да има стапка капитални расходи. Ние сега предвидуваме буџетски дефицит помалку или повеќе во рамки на капиталните расходи и што се случи, најголем дел од тоа оди за Бехтеленка, да речеме, предвидено веројатно оваа година, наместо да земеме поповолен кредит од Светска банка или од EBRD. Секогаш е подобро да земеме, да ги сведеме реалните трошења на оно колку што ќе успееме да прибереме, па дури и помалку, за да почнеме да го намалуваме буџетскиот дол, кој што е страшен, тој објективно преку 64% беше пред нова година. Сега се намали као на под 60%, меѓутоа благодарејќи бидејќи сега го вадат по предвидување на буџетот за 2024 и се додава стапката на инфлација. Инаку не се намалува во апсолутен износ, тоа е колку 7 и нешто милијарди, а не се намали ниту еден цент, ниту еден фенинг, никој не штеди. Прво, предпочитам задолжување пред меѓународни финансиски институции, бидејќи тие даваат најповолни услови, и второ, намената на задолжувањето мора да се оправда, за да е за нешто што ќе го зголеми потенцијалот на државата. Веднаш, речиси, реагираше гувернерката Бежовска во однос на најава. Добро, за истото говориме, потполно истото. Секогаш е подобро да се задолжите број 1 кај меѓународни институции, број 2 кај институционален инвеститор како што е влада. И најбитно е која ќе биде намената. Меѓутоа, што еднаш да кажем, ова што го кажува Мицкоски не е нешто ново, тоа е да се надеваме дека е за капиталните инвестиции што веќе ги има предвидено претходната влада, кои што се повеќе од 600 милиони, нема од каде да се алиментираат. Инаку јас се согласувам со ова што кажала гувернерката. Што треба да биде приоритет на новата влада во првите 6 месеци? Па, по мене приоритет на било која влада, и ова го зговорам од 2017 е прва инфраструктура, втора енергетска ефикасност. Тоа се двата моменти, не може мојата теза, знаете за Македонија мегалополис, како ние живееме во 2 сати држава, не можеме да стасаме до Охрид, не можеме да стасаме до раселени места, пругата се распадна, не постои железница, џабе славеше 150 години. Тоа е тоа. Значи државата се задолжува за да ја покрие тековната година и да отплати доспеани долгови. Ја го велам тоа палење на ќумбето. Секоја година палиме ќумбе на дрва од оние старите што и фрламе 300 милиони евра. И политичарите говорат за, како велат во финансии, за среднорочна стратегија. Која е среднорочна стратегија, ако не почнете да штедите од сега? Не постои една организација, институција, владина агенција што заштедила 1 евро. Напротив, трошат како луди. Се мултиплицира со некакви фактори од 50 до 500% во последните 4-5 години. Ако треба да почнеме да штедиме, од каде треба да почне рационализацијата? Зошто уопшто се задолжуваме ние, за да трошиме пари во државата? Ние имаме раст 1,4%. Тоа е најнизок раст на Балканот, во Источна Европа, каде сакате. Нашиот БДП од 90 до сега е зголем 3 пати, полскиот 10 пати. Па тоа е разликата, тие станаа земја на first world country, ние останавме земја од третиот свет. Не можеме со вакво ниво на раст. А каде може да се штеди? Ако дозволите неколку примери. Социјалните трансфери се 31% од буџетот. 31%. Сега дел од нив се сигурно оправдани, дел од нив може да посуди така натаму. Меѓутоа, ние сме единствена држава во свет кај што ќе влезете во систем на социјална заштита, никој не излегол. Број 2. Еве да речеме Мицкоски спомнавте, говори во својата програма, бар така го образлагаше во комора, дека ќе се намали бројот на претеници од 90 на 120. Што само по себе не е лошо, нема никаков проблем. Меѓутоа,
Што правиме со така наречените привилегии на пратениците? Како тоа може пратеник да си наплаќа патни трошоци, тие се вработени во собрание и секој ден да се возат, па имаме, како се вика, Мира, Дизел, Рајко, Мерцедес, разни надимци за пратеници, што се возат секој ден и си наплаќаат овие, како се вели, користење на приватно возило за службени потреби. Па ако си вработен во Скопје, седи во Скопје, изнајмете станови, дајте некој додаток за одвоен живот, ќе ги намалите трошоците за X пати. Видете го трошокот на собранието. Од 14 милиони и 700 во 2020 на 22 во 2024. Зголемување, не, се извинувам, тоа беше Агенција за лични податоци. Само еден момент да го видам собранието, тоа беше зголемено за 100 и нешто посто. Значи во последните 5 години трошоци на собрание со сите стручни служби е зголемен точно за 100%. Кој тоа може да го плати? Кој од нас во приватниот сектор може да зголеми може да ги зголеми трошоците за 100% и никому ништо. Него врадата ќе се задолжи, ќе подели плати, ќе вработи, уште една партија, друга партија, сите ќе останат. И тоа се случи во сите агенции. Агенција за заштита на лични податоци. Зголемување за 64%. Совет за унапредување на ревизија, зголемување за 47%. Знаете колку агенции има, веќе никој не ги знае. Агенција за пошти, Агенција за контрола на Агенцијата за пошти. Неверојатно. Претпоставам дека никнувањето на такви агенции пред се во насока на задоволување на политичко-партиските апетити. Не може да оди така државата, нели сите се колдеме во меритократија и пат кон Европска унија, ова не е Европска унија. Ова е калабалак, ова е растурена куќа. Како ние во нашите домови не може да трошиме неограничено, има банката вели лимит, толку вие две плати. Во Стопанската комора неодамна средба со Бехтел и Енка, побарано е активно партиципирање на домашните фирми, особено во изградбата на коридорите 8 и 10. Втора година над 250 милиони се префрлени кај изведувачите, но се уште нема експроприација на земјиштето. Па добро, не ги знам тука деталите, колку што знам имаше повторно што беше презентирано во комората дека било предложено да се замени некоја траса што е попроблематична од аспект на експроприација со некоја друга. Ете, тој договор сите знаеме дека добро, има... голема врева се дигна околу договорот со Бехтел и Енка. Доаѓа нова владеачка гарнитура. Што мислите? Треба да се раскине тој договор, да се продолжи? Обично договорите се толку лошо структурирани на штета на Македонија, така да мислам дека тоа се свесни и господинот Мицковски и екипата што веројатно ќе состави нова влада, така да нивниот став е дека тоа ќе се продолжи, бидејќи иначе штетите се поголеми за Македонија, како што сите знаеме. До сега секој договор што го раскинавме од клинички центар, што требаше да биде оној малиот клинички центар со интерни клиники изграден внатре во сегашниот кампус Мајка Тереза, па после плаќавме пенали. Секој договор што сме го раскинале сме плаќале окта. Не постои договор кај што Македонија поминала добро. Битка против корупцијата. Како и против кого? Сите од број 1. Од ден 1 од број 1. Ова е страшно, ова е епидемиски разбери. Ова е таков гаф. Јас неколку пати говорам на овие прашања докаде сме своји блиску или далеку. Мојот став е никош не сме биле поблиску и подалеку. Поблиску зашто треба еден, според мене, мал чекор да се внесе едно малцинство во Уставот, а голем чекор да се вратиме пат на некое нормално владење на правото. Иначе ова е така отиде на нивото на корупција и баш и бозук. Тоа се говори за судството, можеби е најеклатантен, меѓутоа на секој ниво во администрацијата да тоа е страшно. Колку сме способни, кадарни да се справиме со... Се помалку. Се помалку. Бидејќи никој ништо не работи и тоа станува проблем. Видете што се обидуваше Грковска да направи со оној закон за американски црни листи, да мора да го натера обвинителството нешто да работи. Па тие треба да работат и овака. Ама ако немаат од кого да учат, тоа се веќе години на транзиција, не една или две, колку 20 години сме во транзиција, ова ескалира, од лошо станува полошо. Денуваме председателката Гордана Сијановска-Давкова прва среда со ректорите на универзитетите. Државните универзитети. И го забележувате како мана или можеби добар исчекор, испраќајќи порака можеби дека во наредниот период ќе стави акцент на враќање на имиџот на македонскиот образовен систем? Па го сваќам како голем гаф. Јас доаѓам од сектор на приватно образование и
Во уставот сите субјекти сме исти. Ако ние имаме јавно овластување, тогаш зашто бевме изземени од таа приказна? Тоа е еден проблем во Македонија. Знаете, социјализмот не е општествено политички систем, е состојба на свест. Нашите студенти, зборам приватните универзитети, не може да користат бенефит да се возат во јавен превоз, например. Зошто? И ние ги добиваме скоро секоја година, ги даваме на Уставен суд, па Уставен суд тоа ќе го укине, па се враќа назад, па владата ќе напише нешто, па министерството друго и едноставно не ја користат тој бенефит. А зошто? Нашите деца не плаќаат данок, ние како организација не плаќаме данок. Претседателката во својот говор истакна дека ќе биде претседател на сите граѓани. Подеднакво. Не може да биде само на државните. Искрено да бидам, тоа ми заличи на едни многу лоши денови, не од социјализмот, од можеби некои 10-15 години, кога имаше министри што јавно говореа: ние сме држава и тука сме да помагаме на државните фирми. Па не е така. Државата е сервис на граѓаните и на сите субјекти. Професор Бојаджиев, со самиот... Да не изумиме, најдобрите универзитети во светот се приватни. Американ коледж, ние сме горди што сме најдобар факултет за бизнис и администрација 7 година поред, например. Втор најдобро рангиран истражувачки универзитет после Кирил и Методи, и сега ние сме исклучени од имаме друга собственост, како да нашите деца не плаќаат данок или ние да не плаќаме данок. Нема причина од такви сегрегации. По изборите се чини дека во Македонија како да почна да дуваат нови ветришта од аспект, например, претседателката на државата Сијановска во својот говор на инаугурацијата не го употреби уставното име. Дали сега може да ни се случи покрај Бугарија и Грција да го повиши тонот, што и веќе првично има реакција од нивна страна? Да, па сега дали всушност ние отвараме фронт на две места? Па сега не ги знам деталите, у принцип не сум сигурен дали тоа беше потребно. Јас како професор, како физичко лице, каде стасам ќе го говорам името Македонија, меѓутоа јас на тоа имам право, привилегии и можност. Не сум финансиран од никакви владини пари, така да тоа може да го користам во лични настапи или во настапи на установата која што ја представувам. Дали требаше или не требаше, не знам, правилниците нека одлучат, меѓутоа мораме да градиме мостови, не можеме со кавга да одиме во да напредуваме кон Европска унија и доаѓаме на онаа политика Калимеро, нема правда, за жал секогаш има некој посилен што на поидаков начин ќе ги конструира односите, така да не знам. Треба да се градат мостови. Не сум сигурен за тој конкретен чекор, меѓутоа има простор, има можност да се работи на тоа, да се градат мостови и веројатно претседателката е добро да првите посети ги направи во соседството, сепак е тоа наше најблиско окружување. Дел од тупатените ќе рече дека Македонија направила преголеми концесии, отстапки, а за возврат не добивме ништо. Тоа крај нема. Како вели Гале Тодоровски, мојот бол е најбол. Тоа грците од друга страна велат придавката македонски, интернет кодот остане. Бугарија го призна македонскиот јазик. Така да секогаш има две страни на медалот и тоа е, како велат, компромисот е ситуација во која и двете страни не се премногу среќни. Нема идеална варијанта во која што ќе бидеме сите среќни. За жал, тоа е проклетието на некое окружување во кое што сите живееме. А обратно да ја поставиме работа, да речеме дека 2030 сме во Европска унија, па 2035 например сме во Шенген зона, еврозона и така натаму. Кој може тогаш да ви приговара за било што? Така, ако сте на исто рамниште со сите, кој ќе ви приговори за било што? Дали македонските граѓани се заложници на клиентелизам, популизам? Па ако е точно имаме ние лидери со визија. Па сега не знам, ако е точно дека 2000 година сме имале понуда на маса Република Северна Македонија за странство и се да остане дома и тогаш не било прифатено од краткорочни политички потреби и популизам, тогаш дефинитивно е проблем. Тоа да било прифатено, пола од овие проблеми ќе ги немаше сега. Ние Бугарија ќе беше усилена во Европска унија, со Грција немаше да има проблем. Благодарам за гостувањето во емисијата. Во секое време. Маријан Бојаджиев, универзитетски професор. Професор Боро Јакимовски, декан на ФИНК, предавач на најпрестижните факултети во светот и Македонија. Со своите професори и студенти трчаше маратон од паркот кон влада. Бара пристојни просторни услови за настава за околу 5000 студенти. Со ваквиот интерес и потреба,
се и следат модерните науки, вештини и технологии. Дури започнатиот кампус на УКИМ бил веројатно претесен, но тоа сега е една руина која произлезе поточно од мегаломанството на претходната владеачка гарнитура предводена од тогашниот премиер Никола Груевски. Дека не кога конечно ќе се реши или ќе се изнајде трајното решение за конечно вашите помлади колеги, студентите да имаат пристојни услови за едукација? Тоа останува да видиме, да го разговарам со следната влада. Секако и во изминатиот период се правеа многу напори тоа да се изнајде решение. Пред се бараше брзо решение во постојни објекти, преадаптација и слично, што на вистина е невозможно да се пронајде. И од тие причини сепак единствено решение е доградба на тие објекти или потенцијално изградба на нов објект или доградба на постоечки објект во техничкиот кампус. Нашето место е сепак во техничкиот кампус, каде што и сега припаѓаме. И сметам дека можда најдобро ќе биде да се оди кон трајно решение во тој простор. Имаше пред 7-8 години и некакви иницијативи за технолошки парк во тој простор, каде што навистина доколку би бил Финки таму, ќе биде доста полезно и за технолошкиот парк и за самиот факултет. Така што треба да видиме како ќе бидат плановите понатаму, меѓутоа секако било какво решение каде што на едно место ќе ги седне сите студенти, сите наставници е идеалното решение. Дали тоа ќе би било продолжување на зградите, една опција, втора опција изградба на нов објект или изнајмување или купување на постојан објект, како што веќе можда и неколку пати повторив, кој што е од соодветен габарит и големина на простор, може да биде трајното решение брзо релативно. Професор Јакимовски, речи си секоја влада најавува и вели дека образованието треба да биде приоритет. Дали може би овој ваш случај со просторните услови за студентите е доволен индикатор колку всушност државата води внимание и е посветена кон образовниот систем? Има многу елементи кои што тука образовниот систем е доста комплексен. Јас можам да зборам само за високото образование. Сепак високото образование навистина се сретнува со предизвици, како во начин на обстојување со простор, да ги привлече студентите. Навистина големиот број на високообразовни установи доведува до раситнување и на кадарот и на студентите и секако доведува до некакви инвентивни решенија како тоа ние понатаму да продолжиме. Секако ние сме и високообразовна институција, меѓутоа сме и научна институција и тука морам да потенцирам дека особено во делот на науката релативно малку се прави. Образованието се вложуваат средства, се бориме и ние самите да пронајдеме начини и така натаму. Особено во делот на содржините, студиските програми, пред се за УКИМ би спомнал дека се на високо квалитетно ниво и тука УКИМ своите критериуми и за избор на наставник и за во процесот на донесување на студиски програми нови предмети навистина посветува многу големо внимание. Меѓутоа науката е запоставена, морам да признам, пред се од државата. Тука ние се осврнуваме кон европски фондови, кон меѓународни фондови, за да можеме некако да работиме на наука. Нешто што навистина е основа за квалитетна високообразовна установа. Мислам, не е само тука наставата, тука мора да биде пратена од науката, каде што сите го збориме Шангајска листа, меѓутоа да се биде на Шенгенската листа бара инвестиција. Професор Јакимовски, дали со вештачката интелигенција и всушност ќе се истисне човечкиот труд? Тоа е филозофско прашање повеќе, меѓутоа вештачката интелигенција според мене треба да ја гледаме во насока на поддршка
и паметно. Секако голема револуција носела таков страв дека со введување на индустријско производство, со введување со индустријски револуции, со дигитални револуции, секогаш сме имале страв дека човекот ќе се истисне од работните места. Меѓутоа секогаш општеството ќе се најде следно можно каде што сепак човекот со својата интелигенција, со своите способности ќе најде начин како да придонесе. Се зголема продуктивноста пред се. Значи јас ја гледам вештачката интелигенција во насока на зголемување на продуктивноста на работните позиции, со што ќе се постигне побрзо, поквалитетен производ со поголема додадена вредност. Хакерски упад во МЕПСО со опасност на мозокот на електроспремност. Пред повеќе од една година напад на базата на податоци на пензионскиот фонд. Хакерите уценуваат, бараат главно биткоини за одземените податоци. Како против овој сајбер криминал? Тука е и сајбер криминал и секако сајбер војување и дури на крајот на денот и едноставна игра на некои деца може да се случи, да доведе до истото. Работата со предизвиците кои што ги носат со времето дигитално време, навистина се големи и од се поголемата дигитализација во системите, во институциите, во компаниите, ги прави истите посетливи, поранливи на ваквите напади. Меѓутоа, тоа е неминуемо. Дали тоа значи дека кај на сајбер безбедноста лесно може да биде прекршена? Па да кажеме дека поради според мене, барем сега колку сме ранливи во делот на безбедноста? Тука многу од се повисоко дигитализираните се збориме за институции, за компании, се свесни за проблемот и вложуваат во истото. Меѓутоа секако вложувањата не се на така високо ниво. Сметам дека пред неколку месеци, да кажеме, половина година, беше даден предлог закон за безбедност на мрежи и информацијски системи, кој што е некакво транспонирање на ЕУ директива. Меѓутоа, кои што покрај тоа што ќе се наложат одредени мерки кои што мора да ги предвидат одредени институции, приватни компании кои што припаѓаат во секторите кои што се осетливи и ги го носат товарот на целото општество и чиј напад навистина ќе предизвика некаков застој. Секако тука наложува и на јавните институции. Во рамки на истиот закон беше предвидено да се формира агенција за дигитална трансформација, каде што сите ИКТ ресурси и човечки и секако и софтверски, хардверски би биле собрани на едно место. Сепак Македонија е мала држава да инвестира во многу капацитети дисперзирано и навистина решението според мене го гледам тој закон да се донесе, да се формира агенцијата и во наредните неколку години да се изврши таа трансформација, бидејќи тоа не може да се направи така лесно и така брзо. По чие што централизирање ќе биде многу поедноставно да се браниме и поевтино за нашата држава. Сепак решенијата кои што се во cyber security делот и човечките капацитети и софтверските решенија и хардверските решенија се доста скапи. И навистина е невозможно сите институции кои што се на број јавни пред се повеќе стотици да инвестираат во сопствени капацитети. Професоре, платите во IT индустријата за македонскиот пазар се релативно високи, но паралелно сведоци сме дека многу од вашите помлади колеги се одлучуваат после завршувањето на факултетот перспективата да ја бараат надвор. Зошто тој тренд на одлив на IT инженери заминуваат? Ако тука е релативно пристап. Тренд во државата, не е само во IT. Може за IT е најлесно да се најде работа надвор, бидејќи сепак инженерите кои што
се школуваат на нашиот факултет и на универзитетот. А секако и инженерите кои што веќе неколку години работат во компаниите се на високо стручно ниво и многу лесно може да најдат работа, бидејќи барем во минатиот период имаше голем недостиг на такви кадри. Ако целта е да не дозволиме да си заминат, како да ги задржиме? Па мислам дека македонските ИКТ компании доста работат на таа тема да ги задржат. Секако има предизвици. Можда полесно име на ИКТ компаниите кои што работат со странство, или со странска надвор собственост меѓународни компании. На македонските компании кои што работат чисто на македонскиот пазар навистина се препречени со еден предизвик да опстанат, бидејќи сепак македонската економија во IT производите, продажба на сервиси и услуги навистина е на пониско ниво, сепак економијата е на пониско ниво, не може да плати високо стручен кадар да се задржи, меѓутоа некаде е во средина излезот, да кажеме. Мораме да се отвориме и кон надвор и да работиме и внатре. И секако државата да даде рамноправни услови за сите. Дали тоа значи дека ние сме всушност кадровски бунар за поразвиените држави, па ни ги одземаат луѓето тука? Тоа во IT за жал е секаде, не е само Македонија. Овие помалку развиените држави секако се извор за малку поразвиените. Од поразвиените одат во поразвиените. И од Германија има одлив на IT. Не е само во дека таму само прибираат. И од таму исто многу затоа ни бараат прилив од кај нас, бидејќи ти имаат универзитети, навистина квалитетни универзитети, продуцираат голем број на инженери и таму. Меѓутоа нивните инженери може да заменуваат за Америка, за Австралија, за Норвешка. Тоа е еден тренд на движење каде што навистина ние не сме специфични, туку сме дел од целиот систем и иако државата вложува во тие кадри да се школуваат, тие секако одат надвор. Голем треба да има мотивација тие да пробаат од тука, бидејќи ИКТ е многу лесно да се работи од било каде. И доколку условите се тука на исто ниво како надвор, на инженерите не им е важно каде ќе бидат, може до било каде да работат. Колку роботите ќе ја заменат живата работна сила? Тоа е веќе реалност. Тука големите фабрики веќе немаат премногу работници, имаат роботи кои што пред се тешката работа ја работат и прецизната работа, бидејќи тука е незамисливо високо прецизна и високо кои се произведуваат во тешката индустрија, секако големи автомобилска или слично, да не се користат роботи. Секојдневниот живот се уште, почнуваат и прво смукалки да чистат сами, можда наскоро ќе доживееме и да готват сами и така натаму. Така што можеби ќе се движат работите, ама во насока на помош. Од една страна имаме компании кои бараат квалификуван кадар или кубурат со недостиг од квалификуван кадар, од друга страна пак имаме фирми кои се повеќе се склони на создавање или користење на роботи во компаниите. Не ми се верува, секако само ќе се зголеми продуктивноста. Еден човек ако до сега за една кола ни требале 10 луѓе, сега обратно би ја гледал работата. Сега со 10 луѓе ќе направам 100 коли. Нема да направам 10 или нема да направам една. Обратно би ја свртил работата, бидејќи сепак човекот мислам дека ќе остане во процесот на пред се креативниот, иако и сега се што генерира вештачка интелигенција изгледа креативно, меѓутоа тоа е во голема мерка мешавина од претходни автори и така натаму. Меѓутоа има сепак предизвици. Тука особено во европската регулатива става некакви граници, ограничувања
до каде може да оди сето тоа. Каде веќе треба да бидеме предпазливи, бидејќи сепак може да навистина да се злоупотребат тие работи. Благодарам за издвоеното време. Благодарам вас. Тоа беше професор Боро Јакимовски, декан на Финки. Костел е семена фирма која за еден век развој прерасна во водечки добавувач на светската автомобилска индустрија. Присутна е на 5 континенти, со над 20.000 вработени. Оваа германска компанија во Македонија се појави во 2016 година. Ексклузивното интервју со Андреас Костал ќе имате можност да го следите во идното издание на ТВ магазинот Трилинг идниот петок. До тогаш, довидување.